богата формација, заедно со неколку познати инструментални вокални солисти во придружба на бенд кој што ќе биде составен од повеќе од 50 академски музичари. Никола Мицевски спрема едно одлично музичко, визуелно патување, а добро познато за него е дека тој веќе ги помести и стандардите и границите на македонската музика. Со него за новата концертна промоција Нова ера зборуваме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Како си, Благодарам дали си за добар? убавата најава. Ти благодарам. Дали си добро вака во исчекување на 21 вторник, првиот ден на пролета и нова ера, конечно, во Македонската филхармонија? Па, како доаѓа, како се ближи терминот, се повозбуден сум. Се разбира. Да, и добро е тоа, таа една позитивна возбуда, трема би рекол, добро е. Иако во помала формација веќе се пробавте во Битола и во Велес? Па не би рекол помала, затоа што и во Битола и во Велес бевме по 50 на музичари на сцена, така да имам сега плюс уште 10 хористи, музичари, така да околу 60 музичари ќе бидеме на сцена. Мои соработници, блиски колеги, одлични музичари на нашата јавност, добро познати. Во Битола беше промоцијата на концертната промоција на албумот Нова ера. Потоа во Велес. Одзивот одличен. Тоа ми беше најголема возбуда, нели? Може би ветер во грб наназад години во ти навистина една, може да кажеме дека комплетно нова ера, начинот на музицирање од твоја страна допринесе изминатите години малце да се поместат границите во делот на, па можеби и да се отворат малку повеќе, дека музиката има многу можности. Па да, секогаш има можност музиката, нели, да се поместуваат одредени граници замислени, нели, немаме ние некои правила дека до тука е границата и меѓутоа во тоа е и поентата, секогаш човек да твори, да прави нешто, да излегува од комфорната зона и она што претходно го направил и нормално кога се вложуваш максимално со целата љубов и знаење, секогаш има шанса да направиш нешто и добро. вродува со плод. За новиот албум ќе кажеш дека представува симбиоза на традиционални и модерни мелодии, нешто што одлично досега го покажа дека функционира, во фузија со џез, фанк и електронска музика. Так, баш така. Значи, генерално се следат трендовите комплетно од секој аспект. Спаѓа во тој world music, world fusion, популарно сега кажано правец, каде што има симбиоза на повеќе правци, меѓутоа има едно епик, едно филмско начело, еден призвук на целата таа музика, со богати оркестрации, со хор, со гудачи многу, со лимени дувачи и така натаму. И сето тоа е во служба на солистичкиот инструмент, пијаното. Да. Мојот солистички инструмент, мислам, покрај пијаното тука имаме гитарски делови на разноразни етноинструменти, сега не секам се да откривам, нормално тој што бил на концерт знае, тој што ќе дојде ќе види. А тој што нема да дојде на концерти, Македонска радио телевизија ќе го снима концертот во вторник, така да ќе има прилика да го гледа и на телевизија. Да, се разбира да се погледне, заслужува. Ние секогаш ги следиме, особено талентираните и оние наши надежи кои што возможуваат еден нов призвук, едно модерно време, но со традиционални моменти. Кај тебе, знаеш кој момент многу ми се допаѓа, што од сам старт, кога почна целата оваа приказна со тој нов призвук, може би беше навистина чудо, но предизвика толку позитивно големо внимание, беше новитет, и ми се допаѓа тоа што дозволуваш секој од нас да си ја креира приказната. Да, апсолутно, тоа е идејата. А таа идејата? Таа идејата да секој да ја доживува на свој начин, дури во предпоследниот сингл Импулс, видеото и значи истата музика, меѓутоа има различни култури на танци, различни видови, различни стилови на танци и така и го најавив дека музиката е универзална
има за цел да шири позитивна енергија и љубов, Да. меѓутоа секој ја доживува и ја манифестира на различен начин. Токму ова што пред малку ова што каже. да, овој круг кој што го слушаме, всушност е една од Да, моите омилени. тој беше првиот сингл, така и го најавив албумот. Исто една одлична видео приказ на Даниел Јовевски режисер, каде што има многу поента на животот фактички, нели како ние сите со годините стекнуваме поголемо искуство, носиме поголема тежина, меѓутоа се трудиме да стигнеме на што повисок врв. Така, а за Секој нова има ера? секој своја цел. Од ова прво издание за нова ера што ќе кажеме сега? За нова ера како концепт. Да, како концепт. Па, вие доволно кажавте, нели, како стил. Мило ми е мило ми е што му се допега на народот, на публиката, дека го прифаќа тоа што, нели, ако е ново, иако е инструментална музика, не е ново, нели? Инструментална музика, меѓутоа гледам по концертите дека е доволно интересна на публиката и убава за да го задржи апсолутно цело време вниманието, што е многу важно. Да. Иако инструментална музика, меѓутоа има многу хорски делови, значи има многу пеење во целиот тој концепт. На концертот ги свирам темите од албумот, меѓутоа да си свирам неколку други теми кои последниве години ги работев, извлечени од музика за документарци, музика за филмови, театарски представи, една-две мои омилени теми, песни од Каролина и други кои ги имам направено во инструментална музика, така да еден концепт од час и половина од прилика, каде што верувам дека секој кој ќе дојде ќе ужива. Изминатиот период ја спомена Каролина, па имаше навистина успешни соработки. Апсолутно. Да, двата албуми Македонско девојче 2 и Извор, мислам дека ми се едни од најуспешните, најпознатите соработки, каде што од кои албуми излегоа многу хитови, кои би рекол и дури и се обнародија веќе. Песни како Две лири, како Чалгиска, како Звона, како Кој да ми запее. Да, дефинитивно тие се тие кои што ги спомена. Сакав да прашам со оглед на тоа дека еден преубав амбиент е Македонската филхармонија, може да кажам дека еден од па точно еден од амбиентите кој што ми е многу драг, многу е народен, има можност повеќе да ја видиш публиката, да живеете заедно тука во тој простор. На 21-ви, дали веќе имаме влезници се уште, дали веќе се Да, мислам дека има уште нешто од влезниците останато. Тоа си е на продажната мрежа на Авалон. Благодарам на Авалон за поддршката и верувањето во мене од самиот почеток, нели? Тие се организатори на комплетно новој концерт. Мислам дека има уште влезници. Има време тој што нели не си набавил на време да купи. Спремно е се, генерално. Сега ви се претпоставам дека оние генерални проби викендов, понеделник, вторник се пробите и така, полека се екипираме, иако веќе материјалот ние го свиревме 2 пати веќе и нови концерти имам една-две композиции кои ќе бидат различни, односно нови од претходните 2 концерти. Така да генерално сме спремни, меѓутоа ќе има уште неколку проби кои да повторите до кај да се повторите, се преброите. Со оглед на тоа дека во Скопје нели патуваше Битола, тоест Велес Битола Скопје, се планирали се стоплува поубаво е времето да патува нова ера. Апсолутно, да. Има преговори, неколку планови за летово на летни сцени да се репризира, да се свири овој материјал, па нели кога ќе имаме конкретни договори, сето тоа ќе се објави и тоа е и целта нормално да се свири што повеќе на што повеќе места, па здрави ова истото да го свириме и надвор од Македонија. Дај Боже да биде така, да биде така, да се отворат границите, да се отвори патот. Од секогаш сум сакала да те прашам, сега ќе искористам да те прашам со оглед на тоа дека синоними асоциација пијаното за тебе. Има ли инструмент кој што ти е неостварена желба?
Неостварена желба. Па добро, како музичар и секогаш е убаво колку повеќе инструменти да свириш, толку е подобро. Иако се асоциација за пијаното, да. се разбира, но секогаш ме интересирало има ли некој инструмент кој што сакал да го свири и Јас нема свирев можност? виолончело во средно, 4 години, и многу го сакав тој инструмент и го сакам ден денес, ми е еден од омилените. Меѓутоа, со оглед на околностите почнав со компонирање, пијано, хармоника и не се посветив и прекинав да свирам, значи како дојдов на факултет. Меѓутоа, љубовта имам се Остана уште драг. огромна кон виолончелото и тоа може да се примети затоа што многу често го користам во моите композиции како инструмент, така да би рекол, значи јас свирам основно, меѓутоа далеку сум од добро свирење на виолончелото, би рекол еве, неостварена желба да свирам добро виолончело. Добро, ајде да биде можност и прилика да те видиме и во такво издание. Здравје, Ајде може би на здравје, Боже, на ајде сега. на некој концерт. Може, Ева, ќе се зошто? потрудам да отсвирам барем една композиција. Лесна. 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 Никол, ќе ти благодарам. Ти посакувам да Благодарам помине вас. во прекрасна енергија, симбиоза со публиката, 21 и да биде 20 концерт за часот, паметење. Да, ви благодарам. А ќе го гледаме ние на Македонската радио што ми ја телевизија, се давате. разбира. Тука се чувствувам како дома, многу пати сум кажал. така да се Тука сум чувствуваш. почнал фактички Да. со многу емисии и разноразни случувања. Ве поканувам кој е во Благодарам. можност да дојде. Знам дека поголемиот дел од екипата на Македонска радио телевизија Се ќе биде на разбира, ќе биде концертот таму, да. и ќе направиме сите заедно едно убав настан.